Добро вечер. Ахмети стави крај на неизвестноста. Лидерот на ДУИ ќе присуствува на утрешната лидерска средба напладне во клубот на пратениците во Скопје. Одлуката беше донесена вечерва на состанок на Генералниот совет на партијата во Тетово. Од ДУИ не открија каков е партискиот став околу прашањето за укинување на техничката влада, но посочија дека тоа останува ексклузивно право на Ахмети во текот на утрешните разговори. Се донесе со унанимна одлука од Генералниот совет како надлежен орган дека председателот на Демократската унија за интеграција ќе треба да присуствува и да, тој ќе присуствува на утрешната лидерска средба во клуб на пратеници. Дали ќе се подржи укинување на техничката? Тоа остана како ексклузивно право на председателот да одлучи до утре, за сега нема такво нешто конкретно. Останува ексклузивно право на председателот на партијата во текот на средбата да го одбива разговорот или средбата и врз основа на нашите очекувања или нашите барања. Тој ќе користи сопствената надлежност и ќе одлучи за начинот на кој што ќе застапува или ќе настапува во лидерската средба. Предходно од владата соопштија дека според нивните информации единствено СДСМ нема да учествува на состанокот што го иницираше премиерот Мицкоски. Од опозицијските партии предходно свое присуство потврди и Левица. Од коалицијските партнери во владата на средбата се очекува да учествува и председателот на ЗНАМ и градоначалник на Куманово Максим Димитриевски, а од албанскиот партнер вреди Билјалка Сами и координаторот на пратеничката група Беким Ќоку. Иако според изјавите од Мицкоски, фокусот на утрешната средба ќе биде на реформските закони за Европската Унија, укинување на пржинската влада 100 дена пред избори, како изборот на народниот правобранител, кој е заглавен во собранието поради немањето Бадентерово мнозинство. Сепак секоја од партиите најавува дека ќе оди со своји приоритети. Левица прифаќа укинување на техничката влада, но бара на средбата да се отвори и прашањето за воведување на една изборна единица. Од ДУИ пак, според најавите, на состанокот ќе го отворат барањето за предвремени парламентарни избори. Министерството за финансии соопшти дека успешно ја реализирала аукцијата за издавање на 10-та еврообврзница. Како што информираат оттаму, се работи за еврообврзница со 2 транши од по 500 милиони евра со рок од 4 години и 8 години. Каматните стапки за двете транши изнесуваат 3,875%, за траншата со рок на достасување од 4 години и 4,750% за траншата со рок на достасување од 8 години. Во случајот на двете транши, каматата е најблиска во однос на референтната вредност на Евробор, споредувајќи ги сите издавање на обврзници во последните 20 години. Повеќе од 150 глобални инвеститори изразија интерес да ја поддржат државата во овој проект, што како што се посочува представува дополнителен квантитативен доказ во прилог на фискалната стратегија на Министерството за финансии, посочуваат од финансии. Полицијата го објави идентитетот на момчето кој пред 4 дена смртно прегази жена во Скопски Капиштец и со татко му побегна од државата. Јавноста бурно реагира по информациите дека момчето без возачка дозвола дивеело на улиците и предходно. Ден Трајковски има повеќе. Младиот бербер Саид Сеитов, кој смртно ја прегази 79-годишната Љуба Јаковлевска во Капиштет, подолго време бил како темпирана бомба на асфалтот. Неговите профили на социјалните мрежи покажуваат дека можноста за фатален исход растела од година во година, а последното видео на кое се пофалил, а излезе во јавноста, покажува дека Сеитов возел со 200 км на час на негови 16 години. 18 годишникот кој е во бегство и се бара со меѓународна потерница има фотографии
позади воланот на пасатот со кој ја прегази жената уште на 13 години. Казна добил во 2022 година на негови 14 години поради возење без возачка дозвола, за што прекршочна заработил и татко му Берти Саитов, кој заедно со синот во бегство, оти му го дал автомобилот. Според експертите, покрај законите во превенцијата се клучни и родителите, кои пред се требало да научат од слични и неодамнешни трагедии. Често пати родителите, за да биде мир во куќа и за да го задоволат потребите на детето, се сложуваат и на вакви работи кои се и со закон забранети. Мислејќи само на своето дете, ама и на крајот доаѓа до вакво нешто што е трагично и страшно. Почитувајќи ги законите, ние себе си ќе се заштитиме. Значи, подобро детето малце да поплаче и да повика, и да биде малце незадоволен од животот заради тоа што нема автомобил да вози, него да се изложиме на вакви, мислам, трагични настани, во кои што, пак ќе повторам, сигурно никој не помислил, нити имал на крај на памет му било дека ќе настрада, дека ќе се изгуби човечки живот. Ама за жал, непочитувањето на законите доведува и до тоа. Објавите каде Саитов се фалел со екстремното брзо возење се повлечени од неговиот Инстаграм профил, на кој го променили корисничкото име откако се најде на удар од јавноста. Случајот со него потсетува на оној со Васил Јованов, кој исто така предизвика тешка сообраќајна несреќа со смртни последици, управувајќи го возилото со години без возачка дозвола. Поради ова, кривична пријава доби и неговиот татко поради сомнежите дека свесно му го давал возилото да го вози, но судењето за ова се уште трае. На барање на основното јавно обвинителство Скопје, кривичниот суд му одреди мерка 8-дневен притвор на осомничениот 55 годишен маж, што пред 2 дена го оштети стаклото на влезната врата на бугарската амбасада во Скопје. Јавен обвинител претходно достави предлог до судија на претходна постапка за определување мерка притвор на осомничениот, поради тоа што постојат околности што укажуваат на опасност од негово бегство и околности што го оправдуваат стравувањето дека тој ќе го повтори кривичното дело. Во описот на делото од обвинителството вела дека осомничениот со омраза ја оштетил влезната врата на амбасадата на Република Бугарија, при што со камен го скашил стаклото на вратата и веднаш се оддалечил во непознат правец. Неофицијално се работи за бездомник и лице кое не е етнички македонец. Ви благодариме за вниманието, имајте убава вечер.